СДСМ и ВМРО ДПМН денес повторно се огласија со нови меѓусебни обвинувања. Тема се потрошени пари за проекти без покритие од една и падот на животниот стандард за последните 100 дена од друга страна. Државниот завод за ревизија во својот извештај за 2021 година нотира дека владата на СДС и ДУИ за подпроектите кои се дел на проектот за локална и регионална конкурентност, исплатата кон добавувачите ја врши од буџетот на владата, при што владата нема целосни информации за искористеноста на средствата за намената за која е планирана програмата, како и податоци дали градежните објекти и опремата се целосно евидентирани како државен имот кај крајните корисници. Власта на СДС и ДУИ очигледно е дека не водела сметка како и каде завршуваат парите, додека завршуваат кај фирми блиски ним. Мерките кои ги предлага владата се задоцнети и неефективни. Замрзнувањето на маржите на само 73 производи не донесе никакво олеснување за граѓаните. Додека цените на основните производи продолжуваат да растат, владата на Мицковски не успева да превземе контрола за да ги заштити граѓаните од поскапувањето. Ова не е влада што се грижи за граѓаните. Ова е влада која се обидува да ги замајува со 100 изговори. Работниците кои се надеваа на зголемување на платите се длабоко разочарани. Наместо тоа, политиката на ефтина работна сила се враќа.